Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер. Навистина жалам што ниту еден амандман досега во амандманската расправа поднесен од мене за општините Свети Николе и Лозово не е прифатен. Не знам која е причината што владата упорно ги игнорира овие две општини и не прифати досега ниту еден амандман. Конкретно за овој амандман се работи за фекална канализација во село Кадрифаково, Свети Николско, која што е на самиот автопат помеѓу Свети Николе и Штип. Село кое што би живеело, би било живо, како што објаснував и претходно за останатите села во мојот регион, но потребна е помош и од централната власт. Имено тој се наоѓа самиот автопат, има предуслови за нормален живот, но како можеме да зборуваме за нормален живот во 21 век, ако се уште зборуваме за елементарни потреби на граѓаните, а тоа се канализација, водовод и така натаму. Ако го разгледаме целиот буџет, ќе видиме дека се уште провеуваат оние луксузни потреби на владата и на останатите органи во државата, а многу малку има финансиски средства за помош на општините, односно на жителите во општините. Вакви инфраструктурни потфати, јас знам дека ќе одговори владата дека е надлежност на општината. Да, имаме проекти за сите овие амандмани, но недоволно средства за истите да бидат реализирани. И тука најмалку треба да мешаме политика, и жал не можам да кажам дека не е случајот со оваа власт сега која што ги гледа амандманите од политички аспект. Кажав и за претходните амандмани. Овде живеат граѓани за кои што вие не знаете за кого ја дале својата доверба и не треба на тој начин да бидат казнувани. Зборуваме за елементарни потреби на жители, на граѓани во Република Македонија, на жителите на село Кадрифаково. Во 21 век не зборуваме за луксус, не зборуваме за нешто со кое што сакаат да се расфрлаат, туку зборуваме за нешто што е елементарно. И навистина сум разочарана што нема слух централната власт за, ќе повторам уште еднаш, за ниту еден амандман за општина Свети Николе и секако за општина Лозово. Мене како пратеник ми останува уште една алатка, а тоа е да апелирам до колегите да гласат за овој амандман. Благодарам.